Драги мои, еве сме во уште едно ново издание од емисијата од своја страна, 17 часот и 15 минути на фреквенцијата на телевизија Сонце. Во мојата денешна најава стои човек кој љуби да рецитира своја поезија, да го пренесе тоа на лист од хартија и истото да ни го пренесе со навистина убава енергија. Тие епитети сум ги дала за мојот денешен гостин, навистина интересен млад човек кој што ќе го запознаеме еве токму и од своја страна, Гораст Китановски Кени. Добре дојде. Добро те најдов, Викторија. Ти благодарам што ја прифати поканата. Ти благодарам што ме покани да бидам дел од твојата емисија. Так. Од твоја страна. Од твоја страна, сега од твоја страна ќе говориме. Зошто Кени? Ова приказна многу пати јам кажано. Кени има една американска цртана серија. Сика Саут Парк. Во таа серија има еден лик кој сика Кени. Тој си? Кени носи портокалова јакна и капулјачата му е секогаш на глава. Кени умира во секоја епизода. Меѓутоа, утрената повторно го има во епизодата. И така јас носев портокалова јакна, која бев 8 оделение, капулјачата ми беше секогаш на глава и секогаш бев крив за се. Да. И така се роди идентитетот Кени. Кој ти го даде, Гораст? Што ветува тоа со мојата филозофија стоичка, дека секој ден е посебен живот. Ние секој вечер умираме, утрената повторно се раѓаме. Тоа е добро, знаеш. Да. Многу добро. А кој ти го даде прикаров, односно на димакот? А на димакот ми го даде на мојот најдобар другар, брат му, Јовче. Он те препознавал како таков? Да, он ми ка, па ти си баш као Кени, века, секој ден умираш, ама утрената добар си, века. А верувам дека скоро сите сега те знаат така. Сега сите ме знаат така, као Горас Кени. И веројатно Кени е полесно за изговарање од колку Горас, бидејќи Горас е малку потврдо. Се уште дознава. Да. И секој ден го дизајнирам Гораст. Прв печаток за мене вела дека втора шанса за прв печаток нема. Многу убава енергија. Значи, она кој ќе ти кликне енергијата на прва, јас и ти се видовме на еден чинам настан по повод современост, како беше одбележувањето на списанието. Викам, овој човек каква енергија е ова? Значи, предобро. Сметаш ли дека си ја носиме со себе таа позитивна енергија, се раѓаме со таа енергија или се учи можеби тоа? Мислам дека многу фактори влијаат на тоа. Меѓутоа добрата страна е што се работи на тоа. Бидејќи што ние сме хемиски реакции. И сите знаеме како направиме 10 склека, дека ќе се чувствуваме подобро за тоа. Никој не направил 10 склека и рече, не требаше. Или да практикуваме некои духовни вештини, како медитација или јога, или да читаме, или да ги правиме работите кои што ги сакаме. Така да мислам дека на среќата се работи. Иако може би има и нешто во ДНК-то или во астрологијата, влијанието од звездите, меѓутоа не можам да прифатам дека работите не се во моја контрола. Верувам дека сите имаме потенцијал да издизајнираме најдобрата верзија од себе. А сметаш ли дека енергија се препознава со енергија? Еве јас на пример не можам да одглумам, ако некој не ми се допаѓа, навистина не ми се допаѓа. Да одглумам не. Сметаш дека тоа оди енергија со енергија, веруваш во тоа? Па мислам дека очите не лажат. Ти можеш со зборови да кажеш што и да е, меѓутоа очите не лажат, се читаат. Можеш човек да прочиташ директно гледајќи го во неговите очи. Така. Што е многу прекрасно. Да, ја имаме таа моќ како луѓе. Гораст, ајде повеќе за поезијата и твојата приказна со неа. Како почна се? Искрено, не знам како има почнато се. Како почна со зборовиве на хартија? Ти дојде тоа така, само по себе? Веројатно цело време ми текнуваат мене, јас многу зборувам. Значи зборувам и гласно, меѓутоа и со внатрешниот глас и почувствував потреба да тие работи ги запишам некаде, бидејќи многу пати ќе ти дојде некоја идеја, нема да запишеш на хартија и таа повеќе не постои, додека кога ги пишуваме работите на хартија, тие веќе постојат и во материјалниот свет. Ја многу, кога бев средно, многу слушав рап, многу сагав Тупак, Еминем, Wu-Tang, или тука Страйк, СТР2 и целата таа ера на хип-хоп. Растен сум со хип-хоп и почнав да си ги запишувам моите мисли.
И во еден период дојдов до момент кај што викам, па многу работи имам напишано и сите тие работи кои се од моето детство, тоест не од детство, од 17 години до 22-3 се запишани во оваа прва книга која е насловена Better Times. Зошто Better Times? Па Better е на кирилица, а Times на Да, латиница. да. Бидејќи Better на македонски е полоша, Еве како а покажам. на англиски е подобро. И од нас Аха, зависи. Бетер, така. Кјути какви има Бетер. Тоа е многу лоша. Да се утешуваш дека Да има се утешуваш. полоша нешто. Кјути какви има. Леле. Не, гледај ти како си. Интересно е тоа што внатре исто така е пишувано со... Мислам, не е печатено, ова така? Не. Печатено е. Да? Таква е книгата. Таква е книгата? Рачно е напишана Рачно и потоа напишана си и ја потоа направена печатана. фотокопија. Аха. Бидејќи сакав на читателите да им давам впечаток како многу луѓе ми имаат кажано што имаат земено книгата дека се чувствувале како да ја нашле на улица и да нурнуваат во нечија туѓа приватност и затоа се одлучив да биде рачно бидејќи баш гледаш ракописот како. Еве ми се отвори нова. Не сме се виделе, одамна. Кјути брат, цело време натака навака, па веќе не знам кај ми е главата. Деве. Опушти се каде се брзаш. Леле, ова е многу добро. А ова е уствари интеракција со двајца горазди кои што си разговараат. Едниот е оптимист и сака да го промени светот, а Аха. другиот е реалист и И не знае кај му е главата. И не знае кај му е главата. главата. Горацто овде не стои издавачка куќа, претпоставувам дека сам стоиш позади ова книжуле. Колку читатели се пронајдоа во твојата поезија, а колку сакаат да те читаат, да те слушаат? па тука во Македонија има еден генерален проблем кај што луѓе не е ни проблем тоа. Луѓето сакаат да те конзумираат, меѓутоа кога доаѓа моментот да купат книга како не им е својствено уште да купуваат. Да Немаме купуваат. таква култура на купување на Јас велам на се ќе книги. поддржиме, ама нашето никако и никако. Да, и многу е интересно бидејќи цената на еден хамбургер е колку една книга. Као 250 денари е хамбургер, а книгите поетите ги продаваат по 300 денари. И јас за тоа книгата продавам по 400 се од оваа година, бидејќи се е поскапено, книгите ќе ги продаваме по 500 денари. Веќе имаме разговарано со неколку поети, бидејќи тоа е еден начин да го подржиш уметникот да продолжи да Токму го така. прави тоа што го прави. Токму така. Имаш ли ти поддршка? Кој ти е најголемата поддршка? Имам поддршка, многу прекрасна поддршка, многу убави луѓе што ги познавам и што не ги познавам. Бидејќи кога ја имав еден момент кога излегов во автобусот, од тогаш мене буквално животот Да, ми се смени претходно, само одредена група на луѓе ме следеше, тие што си се познаваме, меѓутоа после автобусот се Што се се друго. случи гора со автобусот? Од кај ти дојде таа идеја? Не знам. Така се... Бидејќи јас се возам во автобус, не знам зашто немам желба за 47 возење беше тоа? Да, Драчево. Драчево? И сакав да направам барем за момент на луѓето кои што се возат во автобус да им биде позабавно, поинтересно. Да. Бидејќи јас се сеќам порано кога сме се возеле, ние средно кога сме биле, автобусите биле многу бучни, во смисло имало разговор меѓу Да, размена на сега идеи. тоа е променето. Се Еве ќе те некако прекинам. сите сме вака Да. и низ прозорчето само гледаме и тие скопски подочњаци на Да, во скоро време мене една господја ми собрати, може потивко? Да ќутиме. Баш променето е тоа. Како реагира луѓево? Многу кул. Да? Да, ја рецитирав тогаш 2 пати, и за одење и за враќање. За одење кога Да ме идам на- пречекаме и да ми испратиме. И за одење беа само млади луѓе, баш беше онака кул. Те снима? Да, а за враќање автобусот беше фул горе. Имаше измешани сите националности ги имаше. Значи имаше роми, македонци, албанци, имаше од сите возрасти, луѓе кои се враќаат од искачење и луѓе кои се враќаат од работа. Сега ти рецитираше нешто напишано или што ти дојде? Нешто напишано, да. Напишано? мислам дека, да. Меѓутоа, ја кога имам перформанси, јас имам преку 200 перформанси, 150, не знам, не ги бројам, никогаш не знам што ќе рецитирам. Не Туку знаеш. едноставно излегувам пред публиката, имам среќа да си ги памтам скоро сите тексти на памет и во моментот одлучувам кој текст ќе го рецитирам. Интересно. И исто така пишувавме поезија тогаш во автобус, бидејќи ја работам на еден проект, работев, сега треба повторно да се вратам, пишувам книга заедно со луѓето од Македонија. Така? Кај што
книгата нема да има автор, туку сите луѓе од Македонија ќе бидат автори, односно пишувам неколку стихови и ти го давам ливчето да продолжиш да напишеш. Аха. И во автобусот напишавме песна една. Интересно, а што ти се промени толку во животот после автобусот, ева сам кажа? Па многу луѓе дознаа за мене, ми исконтактираа прекрасни луѓе, продажбата на книгата онака тргна многу убаво и буквално добив пристап до одредени платформи, да речеме. Што гласот може да ти биде чуен во повеќе луѓе го чујат твојот глас. Така, Интересно, ти многу. не си секојдневен човек, се чувствуваш ли поразличен самиот? Мислам дека сите сме различни. Да, сме, меѓутоа некако како едни налик други да сме. Ти си различен на вистина, значи има луѓе што се различни, што не се секојдневни и не се за секого. Јас така велам. Па, Сметаш дека се двоиш од твојата генерација? не знам дали се. Не знаеш? Може би се бојам. Тоа друг треба да го. Како те доживуваат? Да го кажа, јас си се доживувам како многу нормално. Пример тоа со автобусот, за мене тоа беше сосема нормално. Ја па, да влезам да. во автобус и Меѓутоа- да го направам тоа. Да. И после луѓето викаат леле. Да, Ево ете, автобус. луѓето те доживуваат Знаеш што поинак. ми имаат кажа, нека ево автобус кој ми звони телефонот, не можам да кренем. Еве моабетот за мене, со мајка ми зборам. Глупо вика. Да, Како тивко. би викам тие? Или ја многу сакам, ја обожавам кафетерии, кафеани, да седнам и да си се напијам кафе. И сам многу често И одам. сам. Другар ми вика, брат, ја еднаш тргна, вика, ама немав храброст. Се вратив. Викам, како бе, немој само да си седнеш на кафе, бидејќи ја природно си ги правам некои работи, ја чекам дека многу луѓе како мене слободно живеат, меѓутоа кога доаѓаш во контакт со луѓето и ќе споделиш. Прашањето ми беше во контекст на тоа. Сепак правиш работи што за некому се уште ете му се невозможни, можеби да седне сам на ручек, да седне сам на кафе, да земе да чита во автобус поезија и сето тоа, сепак се двоиш. Ја го имам голтната срамот. И знаеш што си реков? Ја ќе бидам будала ако треба, пошто секогаш треба еден човек за да почне нешто. Многу е важен вториот човек, Да. кој што ќе го следи. Тоа ќе ми беше и прашањето. И после... Дали ти сакаш да бидеш промената која што сакаш да ја видиш во светот? Од тебе да почне. Јас сум тука само за да иницирам некои идеи. Не, на луѓето викам, не ме слушајте мене, само видете идејата, ако ви се допаѓа во ред. Ако не, само сум тука некои идеи да ги споделам со луѓето, со Македонија, бидејќи сметам дека да, светот во кој што живееме моментално, можеби не е во најдобра ситуација, имаме пандемија, луѓе умираат, меѓутоа истовремено се случуваат и многу убави работи. Мислам дека тие негативни информации се ставени на пиедестал, каде што се ширум етерот, а позитивата е многу тивка и затоа сум ја гласник на позитивната мисла. Не дека животот е бајка, сега да речеме, меѓутоа се случуваат и убави работи, имаме можност да живееме убаво. Така, Затоа си реков ќе си бидам гласен, се со цел на некој, барем за момент да му направам денот поубав ако може. Така е. Спомена многу перформанси, како се одвива тоа? Ти доаѓа спонтано или решаваш, еве утре ќе имам, не знам, перформанс? Како реагираат на тоа луѓето? Има јас сум настапувам на многу различен тип настани, фестивали. Добро, ајде. Се почна спонтано кога настапував на 100.000 поети за промена пред 4-5 години. Таму се запознав со Ѓоко Здравевски. Ѓоко ме покани на Астални проекции. Астални проекции беше еден прекрасен настан кој се одржуваше секој прв вторник во месецот во Менада. И таму почнав да рецитирам и некако луѓето ме прифати убаво и почнав и поактивно и да пишувам и се. Многу ми фалат перформанси. И бидејќи сега немаме нешто многу настани, ја почнав еден настан кој се го именував Поетување со Кени. И до сега имам одржано 3 настани. Што е концептот? Јас си доаѓам со миксета, пуштам музика и имам микрофон. Така? Зборува Радио Слободно од Рачева. И ја рецитирам и има open mic што слободен микрофон кој што било кој може да се приклучи да си каже. Бидејќи во Скопје немаме места каде што има open mic. Во Европа ако патуваш имаш многу места каде што има open mic, дали да кажеш виц, дали да испееш нешто, случка, песна, што и да е. И многу интересно поминуваат овие настани. Те ограничува ли Скопје во нешто? Си посакал или некојаш да живееш на друго место? Јас сум живеел на други места.
Меѓутоа да останеш, зборувам. И некако, кога сум бил на Кај тие си најсвој? најсвој, па секаде сум си свој. Секаде? Си се носиш? Си се прилагодувам на ситуацијата. В Скопје го доживам како девојка да ми е онака. И имам моменти сакам да му раскинам, готово Скопје и ти толку. Си одам, Не, си чао. одам. Не ме баре. Убаво е Скопје. Ама ми фали Португалија, Шпанија, Италија, во тие зими. И сега пример кога мислам како е таму, Таму е се викам, весело. леле, викам, сварно ли е така? А кога сум таму и мислам на Скопје, викам, леле, сварно Скопје е така. Да. Интересно. Интересно е патувањето, бидејќи ја на тие патувања имам многу пораснато. Бејќи си во нова земја, каде што треба да преживееш, да се снајдеш, да направиш нови контакти од Дефинитивно така растеш, дефинитивно. Да. И интересен концепт е времето, бидејќи еден месец некаде во нова земја може да ти биде како една година. А има денеска за млади има многу можности како да се патува. Не збориме Да. за патување, пошто луѓето кога ќе им кажеш патување замислуваат да идат во хотел, некој да бидат сместени, не туку има, не знам, ако си екологист можеш да најдеш здружение кое што се грижи за Да. за што и да е, или ако си предприемач, има многу прекрасни програми кај што може да се патува и притоа да заработуваш на тие патувања. Така. На што работиш Гора сега во моментов? Како и секогаш, на себе. Добар одговор. Кога Омилено нема што да работно место, правиш, себе. да, кога нема што да работиш, работи на себе. Секогаш. Да, многу е добро. Моментално организирам настани, поетувања, имам бајка за деца која треба да излезе, тоа е напишана, сега работиме, треба да почнеме работиме на илустрациите и влегов во програмата на British Council за креативни продуценти, каде што ќе работиме на идејата и имплементација на проектот Ние. Тоа што ти го спомнав со Так. пишувањето книга. Така. Генерално тоа се Тоа. Кажи ми, те препознаваат ли веќе луѓето и колку ти се обраќаат на социјалните медиуми? Ме интересира како ги користиш социјалните медиуми. Многу замарански. Моментално правам пауза социјални медиуми. Детокс. Да, детокс, бидејќи Си треба, реално си треба. одзема многу енергија и одговарање на сите тие пораки. Ја не сакам да избегнам ни една порака, Да. туку сакам со внимание на сите луѓе да им одговарам, меѓутоа ја ги обожавам социјалните медиуми. Тоа е прекрасно. Сите ние сме телевизија денеска. Пример, порано ти требало ти да бидеш избраниот и да ти речат ајде иди у телевизија, што и да правиш. Денеска сите имаме медиум кај што може да, Да, се изразиме и буквално. изговорите се умрени, готово. Ако си млад човек и си уметник или што и да правиш, ти немаш изговор дека министерство не те поддржало, државата не те поддржала, бидејќи многу луѓе ги користат своите неуспеси како изговор, да најдат ова е лошо, ова е така, ова е онака. Не, денеска имаме све што ни треба. И се на тебе останува колку ќе бидеш креативен и колку ќе се замара за нештото да го пуштиш во етерот и како луѓето ќе го прифатат. Кој е Гораст кога е сам со себе дома? Бидејќи знаеш, некогаш сме други пред луѓето, други сами дома. Уште пооткач. Уште? Уште повеќе? Многу ми убаво, јас сум екстровертен интроверт. Леле, јас сум иста. Исто. Нели преку ден ми е топ со Многу луѓе. сакам со луѓе, да. ама толку сакам да некогаш Да самееш, леле, да прекрасно. се самеам, што викаш ти, ептен. И тој период не сакам никој ништо да ме замара. Ама па и од друга страна, многу Ја сакам како со луѓе. пилашка, после 12 гасам телефон, не комуницирам со Најубаво. луѓе и сам сум си. Пошто преку цел ден, дали сум имал состаноци или со луѓе Да. сум се гледал што и да. И навечер е тоа, кога се пишува или идеите кои доаѓаат, кога се или само слушам музика и танцувам. Ја многу сам да танцувам. И сите кондури, сите патеки ги имам искинато доле, што се тоа е многу лудо. Тоа не е ни танц, не знам што е тоа е некое мрдање на Собствено на телото, движење да. некое. Да, така да обожавам кога самеам. Така. Сам. Сум сам, но не и осамен. Универсел блеска во мене. Чарджам енергија, се гасам од светот. Палам светло за одново да го видам денот. Добре е ова. Така. Сами, а не и осамени. Точно, јас и кога сум сама не се чувствувам навистина осамена, многу Да. е убаво. Гораст, не го гледаме концептот. не Знаеш, гледаме. Многу интересно, кај да отидам на емисија, луѓето имаат концепт, некој после иде. Не, со тебе нема концепт. Во друга насака Имаш многу представа. награди, ајде тој дел. Многу награди имам добиено, да.
Милион, како ми кажа? Милион награди имам добиено и тоа е прекрасно. Немам место каде да ги ставам дома. За мене секој view, секоја гледаност е како една награда. На видеата што ги имам поставено јас или други платформи видеа што се со мене може имаат близу милион. Не, ги немам бројно, меѓутоа тука е бројката и затоа за мене тоа е наградата и сите тие стотици луѓе што ми имаат пишано. Бидејќи награда. Што значи? Награда. Да. Ај ќе си измислиме ние награда И ќе си ги даваме, да, за да бидеме среќни. Бидејќи тоа се случува тука. Луѓе имаат како по 20 награди, 15 награди, кои се тие што ги даваат. Што е среќа за тебе, Гораст? Што е среќа? Среќа е свеќе, што колку повеќе гори, повеќе се зголемува пламенот на љубовта, не сакајќи се пренесува. И кој во неа не верува, подари му пролетна цреша. Среќа. Не ја бараш, те наоѓа. Ма нема потреба да се снаоѓаш или кроиш планови, уйдурми, не дај Боже, спамови, хакови. Што ќе ти е? Енеа, евеа. Едноставно е. Едно само луѓето ги буни. Како е можно најбесценетото богатство на светот да е бесплатно? Јас немам никакви желби. Е најголемата лага. Јас имам желби. Желба до уште еден здив. Желба да останам жив. На смртта денес повторно и се скрив. Леле, колку си добар, колку си јак. Човече, браво. А среќен си? Многу, Среќен да. си? Се гледа дека си, што викаш ти очите кажуваат. Да. А се сметаш ли за еден успешен млад човек? За многу успешен се сметам. Бидејќи ја не сум вработен никаде. Немам работно место. Го правам тоа што сакам да го правам. Се будам Сам кога свој газ да вика, бунари копаме со кога тетин. сакам, да. Работам колку сакам, а работам многу. Дури се разболев од што бев на сите страни. Сега оваа година гледам малце по да не се брзам некаде. Ги правам работите што ги сакам. Добар сум колку што можам да бидам. Помагам на луѓе и така, еден ден трае со години. Со тебе можеме вака до утре да си муабетиме. Многу ми е драго за не е ова интервју, ова е многу убав муабет. Многу убав муабет, че кафе муабет. Кафето го испивме преска. Да. Гораст, ти благодарам што одвои дел од твоето Помине пола скапоцено сат, време. заврши емисијата. Да, ќе ја завршиме за да не бидеме досадни, а ќе те слушаат во автобус наредно кога ќе рецитираш. Може да եսепа да пуштиме Абер. Да, да пуштиме Абер. Знаеш, луѓето сакаат нешто поразлично, јас тоа ќе го Да, кажам. луѓето се гладни за нешто, да излезе нешто ново и мене ме радува бидејќи денеска има прекрасни млади, не само млади, постари кои креираат прекрасни вредности и време е да малце да погледнеме на страна, бидејќи некој кој ми рече нема ова или нема она, не брат, има, само побарај го. Пошто или младите биле вакви, такви. Има млади вакви, такви, ама има и млади прекрасни кои од ништо прават нешто. И Горас, како се справуваш со не конструктивни критики, него хейт коментари кои што се секогаш тука, било што и да правиш ги има? да се живи и здрави. Па бидејќи некој ако издвои, ја на YouTube немам стиснато дислайк на ниедна песна или никогаш не сум пишал некој Ако ми се допаѓа, во ред, ако не. да пишеш лош коментар на некој. Замисли некој инвестирал време за да го напише тоа. Тоа не е продуктивно. Така да, а многу е нормално ти кога си надвор таму и луѓето те гледаат, многу е нормално дека некој ќе те намрази. Да, Нека се живи ќе се здрави, намрази тоа. А додека има и конструктивни критики, има од типот као Да, вулгарни, сепак мислам ни треба малце време за да дадеме конструктивна критика. Уште не сме научени да даваме конструктивна критика. Бидејќи има луѓе кои не се сакаат самите себе, не пак ќе ме сакаат мене. Да, Но така. да. Ако можам да ти помогнам, окей, ако не, Да. и тоа беше од своја Од страна, своја со Викторија. Од своја страна, еднаш ти се заблагодарувам. Многу Фала ти убаво на си поканата. поминав. Ептен убав муабет. Ние ќе се дружиме пак, дај Боже, на некој твој перформанс, на некоја нова твоја промоција на ново книжуле. За сите на што се сака да ме нешто најдат, ке- нека пишат Гора Скени на Инстаграм или на Фейсбук.
ја правам константно настани, така да најдете ме на Facebook, најдете ме на Instagram, видете кога ќе биде следниот настан. Ако сакате да нарачате книгата, може да нарачате оваа книга и се гледаме низ улиците на Скопје. Ете така. Се гледаме и со мене, и низ улиците, и на некое кафенце, доста сами пиеме на кафенце и слично. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам, Викторија, на тебе. Горас Китановски Кени, нашиот млад и инспиративен Горас во денешното најново изданието од негова страна. Почитувани гледачи, се гледаме за 7 дена. До тогаш поздрав до моите пријатели од Бутик My Moda и до мојата шминкерка Самра Мери.